Ја прочита, но јавно не ја покажа. Лидерот на ДУИ Али Ахмети ги собра денеска лидерите од Европскиот фронт на средба, на која ги наброја имињата на потписниците на декларацијата со која наводно Таравари, Меджити, Касами и Гаши уште на 13 јануари се заложиле дека ќе ги поддржат уставните измени. На неа, според Ахмети, стои дека нема да прават коалиција со партија која нема да се согласи да бидат вметнати бугарите во уставот. Сега и во иднина да соработуваме и да совладееме само со оние политички партии кои се согласуваат да ги поддржат уставните измени како услов за продолжување на процесот на интеграција на земјата во Европската Унија. Подписи на партиските представници Арбен Таравари, Африн Гаши, Али Ахмети, Билал Касами и Зет Меджити. Без да прецизира, Ахмети вели дека декларацијата е подпишана по направени консултации, посочувајќи дека Европскиот фронт ќе биде столб за мирот и стабилноста на земјава, бидејќи, како што рече, местото на Македонија е во Европската Унија. Председателот на Демократско движење и еден од лидерите на коалицијата Вреди, Изет Меджити, тврди дека Вреди нема подпишано никаква платформа со ДУИ за барање на албанските политички партии од секоја нова влада да спроведат уставни измени како услов за коалицирање со партии од македонскиот блок. Во неколку наврати ја одговорив и на Ахмети, и на Груби, и на Османи. Доколку има такво писмо, да го објават пред јавноста во рок од 24 часа, 48 часа. Во спротивно, значи, даваат неточни информации, да не кажам се, ја лажат јавност. Ахмети никако да се освести дека заминуваат во опозиција. Ни денеска не кажа прецизно како партијата и коалиционите партнери ќе се однесуваат во иднина и дали ќе бидат конструктивна опозиција или можеби ќе се повтори сценариото од 2006 до 2008 година, кога притискаа да влезат во владата. Централното председателство на ДУИ вчера се собра во седиштето во Мала Речица за да разговара за последните политички случувања во земјата создадени по изборите на 8 мај. Оттаму ги предупредија ВМРО ДПМН да не си игра со албанците и да не ја подценува волјата на мнозинството албанци како втора по големина заедница во државата.